Тетовци пијат безбедна вода за пиење, но несигурна. Имено контролите направени од Центарот за јавно здравје Тетово покажуваат дека водата во градскиот водовод е физички и хемиски и бактериолошки исправна, што истото не може да се тврди за водата која истекува од чешмите. Несигурноста е поради честите дефекти во водоснабдувањето. Врз основа на минималниот број на анализи кои се врши за град Тетово, околу 220, а минимум треба за да дадеме квалитетна оценка каква било квалитетот и безбедноста на водата за пиење е 350. За илустрација, Прилеп има 700 мостри во годината, Тетово има 220. Но сепак, генерално, кажувам дека водата за пиење во град Тетово е безбедна, но несигурна. Зошто безбедна? Затоа што ние мониторингот го вршиме од извориштето до броилото. И со тој број на мостри добиваме задоволителен резултат на мостри каде што физичко-хемиски се неисправни околу 5%, а микробиолошки 4%. И тоа микробиолошки ова се однесува пред дезинфицирање, а после дезинфицирање дури и немаме лош резултат. Генерално ви кажав дека е безбедна од извориштето па се до броилото. А зошто е несигурна? Несигурна е поради огромниот број на дефекти што се случуваат во водоводната мрежа. Во просек, како што ни кажуваат, се случуваат 2 до 3 дефекта. Во услови кога имаме и технички дефекти на хлоринаторската станица, во 2016 имавме 27 дена кога не се хлорираше водата, поради оправдани и неоправдани причини. И во услови на огромен број на цистерни, нормално мораме да кажеме една оценка дека е несигурна. Специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Радко Давидовски препорачува водата од чешмите да истече неколку минути пред употреба. На овој начин граѓаните ќе бидат сигурни во исправноста на водата за пиење. Имаме појава на купување на вода за пиење, флаширана вода за пиење, што е исто така контролирана вода за пиење, произведена, процесуирана. Меѓутоа, во моменти кога тренд во светот е да не се користи што помалку да се користи процесуирана храна, а водата е храна, исто така препорачуваме, ако се запазат сите овие фактори, нема нити епидемиолошко оправдување, нити пак економско оправдување да се купува водата за пиење кога во чешма ја имаат безбедна вода за пиење. За разлика од градскиот водовод, водата во руралните средини е далеку понебезбедна за пиење. Мострите земени минатата година од селските водоводи и индивидуални бунари покажуваат висок процент на неисправност. Состојбата дури е влошена за разлика од годината пред тоа. Што се однесува до руралните средини, тамо е лоша состојбата, некаде помеѓу 20 и 25% имаме на микробиолошки неисправни води и некаде околу до 20% на физичко-хемиски. Од микробиолошката контаминација доминираат колиформни и ешерихија коли, што се одраз на невршење на дезинфекција, односно хлорирање на водите за пиење. Во селските или руралните средини исто така немаме правилно зафатени изворишта, немаме правилни каптажи, немаме заштитни зони и сето тоа го прави многу поголем ризикот од загадување на водите за пиење. Поради хидролошката состојба, знаете дека имавме доста врнежи. Ете, тоа се сите тие надворешни влијанија, кога нема да бидат запазени овие хигиенотехнички мерки, што ги спомнав претходно, атмосферските влијанија многу влијаат на квалитетот и безбедноста на водата пиење, така да имаме влошување во однос на 2015 година. Според доктор Давидовски, ризиците по безбедноста на водата за пиење кај крајниот потрошувач најмногу произлегуваат од неконтинуираноста на водоснабдувањето и недоволната количина на водата. Овој период Тетово повторно се соочува со недостиг на вода поради намалена издашност на изворите, поради што се воведени ноќни неколкучасовни рестрикции.
Додека во останатите поголеми градови во Македонија нивото на загаденост на воздухот може секојдневно да се следи, граѓаните на Гостивар не знаат како воздух дишат. Во градот нема мерна станица која ќе покаже дали штетните PM10 честички ги има повеќе од дозволеното. Според објаснувањето од Министерството за животна средина, нема ни да ја има во скоро време. Како што велат, во државниот мониторинг систем досега не е предвидено поставување на фиксна мерна станица во Гостивар. Причината е што системот со 17 станици во земјава го задоволувал европскиот минимум за контрола на квалитетот на воздухот. Министерството ќе се потруди да ја ублажи состојбата со мобилна мониторинг станица. Како што најавуваат, тој систем кој ќе кружи низ повеќе градови ќе биде набавен во текот на годината. Сега за сега не може точно да се прецизира кога ќе проработи и кога ќе стигне до Гостивар. За мобилната станица ќе се подготви план за употреба од причина што таа треба да се искористи за мониторинг на квалитетот на воздухот во повеќе градови каде што не се врши континуирано мерење. Стои во одговорот од Министерството за животна средина. Оттаму напоменуваат дека според законот мерна станица може да постави и општината, по претходно добиено одобрение од нив. Едно е сигурно, Гостивар има ризик фактори кои влијаат врз воздухот. Голем број домакинства што се затоплуваат на дрва, депонијата Русино која е лоцирана премногу блиску до населените места и не ги задоволува стандардите, како и голема фреквенција на возила секојдневно низ градските улици. Големи дупки вдлабнатени се појавија по Тетовските улици откако деновиве се истопи снегот и мразот кој во некои коловози воопшто не беше остранет. Граѓаните велат дека дупките се појавуваат секоја година, од прилика нистите улици и места, бараат што поскоро да се санираат. Никогаш не искрпени, никогаш не направени улиците како што треба. Никогаш тешко стареве и тешко деца во идат у школа. А кој оценувате состојбата со дупките по улиците сега од кога се стопи снегот? Никаква. Што да кажем? Не е добро. За кого е тоа проблем? За народот, сите нас. Што да се преземе? Треба ЈКП да преземе мерки. Или кој е надлежен таму, нив. Сметате дека доволно се грижат од градот за улиците? Па да се грижеле би било вред, не? Тоа е тоа. Треба да се одржуваат. Тие што ги одржуваат, ги нема нигде на видело. За кого е тоа штета дупките по улиците? За народот, и за пешачите, и за тие со возила што идат. За сите нас. Што да се преземе? Треба да се чистат, треба да се дупките да се полнат. Еве има дупка таму на крајот, не може да се движи човек, а плаќаме. За давање, за плаќање све ги даваме, за земање, за да не услужат општината, ништо. Од секторот за сообраќај и патишта при општина Тетово велат дека појавувањето на дупките е вообичаена појава во зимскиот период. И вие знаете дека после зимскиот период имаме појавување на ударни дупки, секоја година е тоа и нормална појава е таа. Ние имаме и план на динамика за нашите работи. После, зимскиот период, откако ќе се поправи малку времето, откако ќе ни се овозможни, да работиме со асфалт, ние ќе почнеме одма со санирањето на ударните дупки. Ударните дупки највеќе ги има на булеварите Благоја Тоска и Видео Смилевски Бато. Професионалниот готвач Бобан Билбиловски од Тетово со златен медал се врати од 15-тиот интернационален гастрономски фестивал, што се одржа од 2 до 5 февруари во Истанбул во Турција. Во конкуренција на 700 надпреварувачи од 75 земји, Бобан освои златен медал во категоријата модерна кујна, готвил риба лосос. Секогаш нови интернационални надпревари се пријавувам под модерна кујна, бидејќи не си ограничен што сакаш да готвиш. Претежно готвам лосос, риба, бидејќи не ми одзема многу на време. Термичка обработка за лосос е многу брза, така да сготвив лосос на 3 начини. Усвари тој се бара на овие надпревари, да има тежина на работа, значи да има повеќе термички обработки. Направив, кажав, лосос на 3
3 вида на лосос, значи варен, печен и пржен. Па добив добри поени. Дојдов на границата од 90 до 100 е границата за златен медал, јас добив 90 поени, од кои што лани имав 100. Значи концептот на овој надпревар е да извадиме по две исти порции, автентични исти две порции, од кои што едната порција оди за изложба, а втората порција е за дегустација. За мене престиж беше само што моето јадење го проба председателот на ВАКС Томас Гуглер, кој што на вистина е гордост да го проба моето јадење. И добивме позитивни оценки. Се разбира, бидејќи е многу тесен кругот да се добие каква и да е награда. Бобан освоил заедничка награда во репрезентативниот тим кој доаѓа од Македонија. Заедно со Игор Ангелов од Скопје и Владко Ѓорѓиевски од Охрид освоиле бронзен медал. Така да Гранд При се подразбира, ние готвачите тоа го викаме Black Box, кој што не ги знаеме намирниците кои ни се. Имаш 10 минути да напишеш мени, се додека не го предадеш менито на судијата, не можеш да почнеш да готвиш. Готвевме 90 минути заедно со Владко Ѓорѓиевски од Охрид и Игор Атанасов од Скопје. Значи како тимски, Владко правеше предјадење, јас главно јадење, Игор Атанасов десерт. Значи имаме 90 минути, треба да составиме мени и да оди ганг по ганг, значи прво предјадењето, главното па десертот. Ваквите надпреварувања се можност за професионалните готвачи да добијат нови искуства, како и контакти со колеги од целиот свет. За жал, тука во Македонија не можеме да ги употребиме овие техники на готвење, но да, се учи многу од овие надпревари, се стекнува нови пријатели, значи нови контакти, пред се дружењето. Медалот како медал, да. Но се стекнуваат многу искуства, многу контакти, дружења, значи од целиот свет луѓе доаѓаат на тој надпревар и така. Пака целата моја приказна почна уште од средното училиште, нели, Моша Пијаде тука од Тетово, кој што желба од како малав ми било да бидам готвач, така да се запишав во средното училиште. Како хотелско-туристички техничар имам завршено. Првите мои почетоци беа во ресторан Чардак, каде првпат влегов во професионална кујна и уште повеќе ја засакав таа работа. Потоа самото време се надоградував, учев, барав нешто ново, но тука во нашиот град не можев ништо да најдам. Отидов во Скопје, во Вреофлат почнав и така почна целата приказна, сите тие контакти. Тоа е тоа. Кој е оно што најмногу сакаш да го подготвуваш и си најумешен, да кажем? Рибата највише сакам да ја подготвувам, бидејќи мислам дека е од првите јадења што човекот почнал да ја јаде. Брза за подготовка и многу има техники со рибата, така да рибата ми е фаворит во готвењето. Минатата година, кога првпат учествувал на фестивалот, Бобан исто така освоил златен медал. Вчера по добиена судска наредба извршен е претрес во дом и два помошни објекти во село Балиндол, во кои живеел и ги користел 20 годишен жител, соопшти Министерството за внатрешни работи. При претресите пронајдена била тревкаста и прашкаста материја кои биле предадени за вештачење, пошто е утврдено дека станува збор за наркотична дрога марихуана со вкупна тежина од 104 грама, како и 1 грам кокаин. Против лицето поднесена е кривична пријава и истиот бил изведен пред судија од Основниот суд Гостивар, кој му одредил мерка притвор во трајање од 48 часа, пошто пријавениот е спроведен во казнено-поправната установа Тетово. Во редовното неделно видеоинтервју на Радио Слободна Европа на македонски јазик гостува председателот на ГРОМ и градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Тој потенцира дека ако СДСМ формира влада, нема да биде испочитувана волјата на граѓаните кои најмногу гласале за ВМРО-ДПМН и тоа ќе предизвика сериозни проблеми. Кризата нема да се реши, туку дополнително ќе се продлабочи, вели тој во интервјуто. Целиот разговор може да се погледа на програмата на телевизија КИС во редовниот термин од 19 часот. Овие избори покажа дека и претходните избори 2014 година нема манипулација во изборите, односно дека коалицијата за подобра Македонија ги освои готово скоро истите гласови. Целото ова мачење на граѓаните на Република Македонија, цели овие 2 и кусур години,
како и владеачката коалиција, целиот овој циркус што се направи со наводниот неточен избирачки список, како и, не знам, окторираните медиуми, сето тоа што се направи, очигледно се виде дека немало влијание врз бројот на гласовите што ги добива владеачката коалиција. И тоа значи дека овие избори се чисти како кристал и дека по сето ова што го завршивме, коалицијата за подобра Македонија и со еден глас повеќе, а не со еден пратеник повеќе, значи со еден глас повеќе да победеше, ние требаше да пружиме рака, што значи дека целиот циркус што е правен е неоправдано направен и да продолжиме нормално да функционира Македонија, бидејќи е воспоставен принцип побарање на најголемата албанска партија, како и за посредство на меѓународниот фактор во Република Македонија, да партијата која што ќе освои најмногу пратеници во македонскиот блок, да прави коалиција со партијата која што ќе освои најмногу гласови во албанскиот блок, бидејќи претходно имавме случај да традиционален партнер, барем во изминатите два изборни циклуса, да биде ДПА на ВМРО-ДПМНЕ, а не ДУИ кој што земаше најголем број на гласови и нормално тој принцип значи се почитува. Ова значи обид за нарушување на тој принцип кој ќе не внесе во нова опасност како држава и како граѓани, во нова нестабилност, што значи дека во моментите кога оваа коалиција за подобра Македонија начело со ВМРО-ДПМНЕ ќе освои над 61 пратеник, тогаш има легитимно право да не зема ниту една албанска партија во влада или пак да бира со која албанска партија ќе прави коалиција, што повторно нас како држава ќе не внесува во нестабилност. Да подсетам, и овие избори 2014 година нашата коалиција имаше 62 пратеника, па ние земавме во владата и албанска партија. И 2011 година имаше мнозинство во парламентот, повторно беше земана најголемата албанска партија, иако целата работа можеше да се заврши, дури и веројатно со многу помалку давања од владината поделба во ресорите, јавните предпријатија и установите, доколку тоа би била помалата албанска партија. Што доколку СДСМ формира влада? Доколку СДСМ формира влада, тоа значи дека нема да биде испочитуван овој договор, нема да биде испочитувана волјата на граѓаните. Сметам дека ќе имаме сериозни проблеми. Македонија нема да биде разрешена кризата, туку напротив и натаму ќе се продлабочува, особено ако се има предвид дека лидерот на Социјалдемократскиот сојуз е обезбеден со посебни истражни мерки во корупцијски скандали и навистина срамота би била на Република Македонија. Денес имавме облачно време, дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од -4 до 2 степени, а дневната од 3 до 6 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време. Утринската температура ќе се движи од -4 до 0 степени, а дневната од 4 до 8 степени.